Почитувани представници на медиумите, почитувани гевгеличани. Ја свикавме оваа пресконференција од една едноставна причина што денеска започнува предизборната кампања за локалните избори кои што не очекуваат на 24 март. Ние, како општински комитет на ВМРО ДПМН од Гевгелија, сакаме на граѓаните од нашата општина да им порачаме дека сме подготвени да излеземе на овие избори и нив убедливо да ги добиеме. За разлика од нас, вие, опозиционерите од СДСМ, долго време бевте мамени од вашиот лидер дека на локалните избори нема да учествувате, но како што видовме, вашиот лидер уште еднаш ја потврди својата карактерна особина, едно да мисли, друго да зборува, а трето да прави. Но тоа е ваш и негов проблем. Ние како општински комитет ВМРО ДПМН од Гевгелија ви посекуваме срдечно добре дојдете. Господа од СДСМ, добро ни дојдовте на локалните избори, добро дојдовте во сегашноста, откако толку долго време живеевте во минатото. Победата на овие локални избори без ваше присуство ќе беше без жар и без еуфорија, исто како кога трчаш на атлетска патека без противник. Но сега, откако ве присилија да учествувате на локалните избори, нашата победа ќе биде посладка кога ви имаме вас од спротивната страна. Се надеваме дека ја разбравте лекцијата што ви ја одржаа нашите европски пријатели, пред се лекцијата што му ја одржаа на вашиот лидер во заминување Бранко Црвенковски, а и на вас како политичка партија. Се надеваме дека видовте, ако сте реални, дека бетон позицијата на вашиот лидер во врска со бойкотирање на локалните избори, позицијата за бойкот на собранието, позицијата за лажните сонувања за предвремени парламентарни избори се распаднаа како кула од карти после само еден разговор со европските представници. Дека тоа е така, не ви кажуваме само ние од ВМРО ДПМН, тоа ви го кажува и вашиот новинар и ваш вечен обожавател Бранко Геровски. Цитирам: "По гласните најави за бойкот, носењето на членови на улица и насилното однесување, Бранко Црвенковски вчера попушти по сите прашања. Ниту ќе ги бойкотира локалните избори, ниту ќе го бойкотира собранието. Нема доволна цврстина на луѓето во СДСМ." Завршен цитат. Ние се согласуваме во потполност со неговата констатација и уште еднаш ќе потсетиме дека од пишма на Аџија Бранко државник не видува. Дека од оние кои слепо ги следат неговите срамни и егоистични политики, луѓе не бидува. И дека ова што се случува со СДСМ е почеток на крајот на Бранко Црвенковски како лидер на СДСМ и на неговата блеферска политика со која што ги хипнотизираше цели 20 години своите членови. А вие сами си знаете дека овие локални избори ќе ги изгубите. И какви опозиционери ќе бидете сега после ова што ви го направи вашиот лидер? Лажни или вистински? Ќе имате ли доблест да си ја признаете вашата собствена грешка, да им се извините на исклучените членови и да им се извините најважно на сите оние кои што со денови ги вадевте на улица по дош и студ, блокирајќи институции и барајќи да не се оди на локални избори? Ќе имате ли доблест да покажете дека имате чувство за демократија? Ние, од ВМРО ДПМН во Гевгелија, добро знаеме дека кај вас демократијата е само апстрактна именка, а во тоа се уверивме откако видовме како ја практикувате демократијата овде во општина Гевгелија, додека бевте на власт и како тоа го правевте не само на локално, туку и на државно ниво. Знаеме многу добро што се не сте направиле во општина Гевгелија изминативе 18 години. Но многу добро граѓаните на Гевгелија знаат и гледаат што е направено во изминативе 4 години, откако локалната власт ја практикува ВМРО ДПМН и градоначалникот господинот Иван Франгов. Нема да се повторуваме, но за нашата работа зборуваат делата кои може да ги видите во отчетот за работата на градоначалникот во изминативе 4 години. Тоа се над 240 изработени проекти од комуналната и патната инфраструктура, во која се вложени над 110 милиони денари, вложувањето во образованието од над 25 милиони денари и добивањето на ИСО стандардот за квалитет. Тоа се донесените 30 на урбанистички планови кои вие не ги донесовте. За нашата визија за Гевгелија доволно зборува изборната програма на нашиот кандидат за градоначалник на овие локални избори, господинот Иван Франгов, и советничката листа предводена од Томе Кичуков, во која точно се забележани со рок и финансиски средства сите оние работи кои ќе се завршат во наредниве 4 години. Би сакале да искористиме оваа прилика да ве прашаме само една работа.
А каде е вашата изборна програма, господа од СДСМ? Каде е изборната програма на СДСМ на централно и локално ниво? А едноставно вие тоа го немате. Со што ќе излезете пред граѓаните на општина Гевгелија на овие локални избори? Со празен лист хартија? Со лаги и манипулации? Со ветувања кои нема да ги исполните? Тој филм е веќе виден. Народот во Гевгелија и во Македонија веќе ве прочита, како селски буквар. За разлика од вас, ние она што го ветивме и го исполнуваме. Така беше во изминатиот период, така ќе биде и во наредниот, бидејќи ние имаме програма. Гевгелија во наредните 4 години ќе има нов пазар, нова автобуска станица и нов центар на градот и нови улици во сите населени места од општината, нови канализации, нов водоводен систем и нови игралишта за младите, нова спортска сала, нов објект за студентите на факултетот за туризам и нова индустријска зона, нова пречистителна станица и многу други работи кои ќе го олеснат животот на граѓаните во општина Гевгелија. Програмата што ја нудиме за разлика од вашата е таква каква што им е потребна на граѓаните на општина Гевгелија. Тоа е нашиот влог за идните генерации кои што ќе живеат во оваа наша убава општина. Со посветена, мудра и честна работа, ние од ВМРО ДПМНЕ оваа наша програма и ќе ја исполниме. Ви благодарам.